Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Билјана Црвенковска, писателка за деца и за млади. Билјана, се чини дека долг беше патот, барем навидум, од филозоф до писател за деца и млади. Што све требаше да се помине? Го ослободи ли конечно детето во себе? Па не, детето во мене секогаш беше присутно. И тоа е добро, затоа што тоа дете не ми даде мир да се помирам и да ги прифатам оние конвенционални начини на работење, да прифатам професија која што ќе биде од 9 до 5 и така натаму. Тој немир што ми го создаваше тоа дете во мене беше постојано присутен. Мислам дека дека го имам изјавено претходно. Побитно беше она што треба за да можеш да пишуваш за деца. Тоа е најтешката работа кога е пишувањето во прашање. Мора да созрееш на одреден начин. Мислам дека е многу полесно да пишуваш за возрастни. И дека сите оние други пишувања на различни работи што јас ги правев во мојот живот и сето она што го пишував беше тоа што се билдаше за да дојде до тоа да пишувам за деца. Со 2 романа зад себе, раскази, песни, милион други различни проекти. Конечно да се дојде до тоа да се биде писател за деца и за млади. Што е на што при тоа си го постави како мисија која треба да ја одработиш? Да се биде писател за деца е можеби најтешката, ама и најблагородната работа што постои. Затоа што нели зборуваме за пишување од различен тип од книги до ТВ серии и можеби филмови понатаму. Со тоа што го пишуваш ти треба да создаваш квалитетни, добри и успешни млади генерации понатаму. Односно да им ги посочиш вистинските вредности, а на начин на кој што нели тие би сакале тоа да го прифатат. Од друга страна мислам дека во Македонија уште потешко тоа, затоа што целата наша култура и нашето образование е на она ниво на кое што е. Знаеме како е, значи тоа е буквално не може да биде по-лошо и по неопфатено тоа што се работи за деца. И мислам дека е дури невозможна мисија во Македонија. И полека доаѓаме до она што е веќе бренд, до Биби. Од каде идејата, од каде потребата да се креира тој лик? Од каде Билјана Црвенковска се најде во Биби? Факултети МК, кој што беше веќе портал, кој што знаеме колку го читаат, колку и награди има земено и така натаму, беа решиле да го направат деца МК. Од проста причина што тие видоа дека тие нивни текстови за деца се едни од оние кои што се најчитаните, кои што будат најмногу интерес, родителите ги посетуваат и ги сакаат и имаа потреба за промоција на порталот Деца МК да креираат лик. Отидов таму и Биби беше веќе нацртана од Мичо и имаше име. Значи знаевме дека има лик кој што се вика Биби. И сега тоа беше толку беше направено, а она што тие понатаму побараа од мене како автор е да го осмислам ликот понатаму, значи да му дадам карактер и да дадам некој живот, односно да ги оформам и приказните кои што би биле за Биби. Значи тие знаеа, веќе имаа концепт дека еден дел од содржините ќе биде едукативен, како што е азбуката на Биби, бои, ќе има и други такви едукативни видеа понатаму. Меѓутоа сака еден дел кој што ќе биде, да речеме, нели, наративен, односно ќе биде сказновит, бајковит. Јас секогаш сите ликови ги базирам на себе и тоа е она што е интересно, значи јас не ги трпам од надвор. Туку ги наоѓам во себе, дури и машките ликови, негативните ликови, сите ликови, стари, млади, кучиња, мачиња, сите тие ги наоѓам во себе. Не знам како тоа да го објаснам и дали некој што не е автор би можел тоа да го разбере. Да, нормално ти црпиш од надвор, сите искуства ги црпиш, така сретнуваш деца, имаш деца околу себе, живееш со одредени деца. Меѓутоа, тоа е само некоја дополнителна инспирација. А она што го наоѓаш како карактер, го наоѓаш во себе. И затоа најверојатно често тие главни карактери личат на мене или на она што јас би сакала да бидам. Значи јас неколку пати реков дека Биби личи на мене, ама е многу повеќе од тоа што бев јас. Например, таа е многу похрабра од мене. Меѓутоа, јас би сакала да сум така храбра, да бев дете, нели? Со кој јазик при тоа се определи да говориш за да им бидеш поблиска на денешниве деца?
на генерациите кои доаѓаат и на генерациите кои растат и веројатно ќе растат со ликот на Биби. Со факултети МК заедно одлучивме дека Биби ќе зборува литературен македонски, но дека ќе користи колоквијални изрази кои што се во правописот. Имавме доста забелешки на почеток, кога излегоа првите видеа, дека некои одредени зборови не биле македонски или биле премногу скопски. Значи, не е точно, ние одиме по речник. Сето она што го има во речник го користиме, а знаеме дека колоквијализмите се присутни во речникот. Бидејќи сега Биби е, да речеме, девојче кое што е, ние не ја дефинираме таа каде живее, меѓутоа претпоставуваме дека живее во Скопје, еве да речеме. Иако таму има волшебна шума, значи тоа е малку фиктивно, така, малку е фиктивна приказната, меѓутоа сепак некако некои зборови кои што ги користиме не се скопски, туку се баш колоквијални од овој дел од Македонија. Но не користиме жаргони, кои што се, да речам, попримерени за некои деца од поголема возраст. Сепак мислиме дека треба јазикот да се сочува и да се зборува претежно на литературен македонски. Појавата на Биби, сликовниците и другите книги на останатите македонски автори, на сето она што во последно време излегува. Ја менува ли сето тоа сликата за она што представува литература за деца кај нас? Дефинитивно почнаа млади луѓе да се охрабруваат и тоа се млади луѓе кои што ги следат светските трендови и да прават нешто што е различно од она што се правеше досега тука. Тоа нешто во свет се прави постојано. За жал, ние немаме премногу допир со тоа, затоа што целиот наш регион, без разлика што и во Србија се издаваат многу повеќе книги, има поголема продукција, во Бугарија исто така, сепак целиот наш регион е малку традиционален. Дури и во Србија и во Бугарија многу ретко се наоѓаат модерни изрази во литературата за деца. Секаде малку по-на север, ако отидеме, па и дури овие, да речам, некои азиски земји, да не зборуваме за Америка, имаат многу помодерен израз во литературата за деца. Што значи тоа? Тоа значи прво темите се многу подлабоки. Дури за деца од 3 до 6 години тие третираат, литературата за деца третира теми кои што не се толку, да речам, лесни, весели и така, туку кои што завлегуваат малку подлабоко во внатрешниот свет на детето. Ние знаеме дека децата денеска уште од најмала возраст се соочуваат со секакви работи во нивниот живот, кои што не се баш среќни. Значи имаме многу деца кои што се уште од мали се деца кои што живеат во дисфункционални семејства. Деца кои што се жртви на некакво семено насилство, деца кои што живеат во сиромаштија, деца кои што се мигранти од одредени причини. Значи сето тоа е дел од нашиот модерен свет. И затоа на Запад, уште од мали нозе, литературата за деца третира такви теми, секако на начин на кој што нема детето да биде загрозено или травматизирано преку книгата која што би ја прочитало, но да може детето да се идентификува со ситуацијата, со главниот лик во самата приказна. Тоа е во однос на темите, во однос на начинот на кој што се пишува текстот и да не зборуваме за илустрацијата која што е пресудна, зборуваме за многу сериозни дела. Значи, илустрациите се направени можеби од најдобрите ликовни уметници во земјите од каде што потекнуваат. Тоа е трендот. Токму затоа Иване Костуранов се решава да прави такво нешто, затоа што гледа дека има потреба, дека недостасува и дека тоа е тоа што е тренд секаде во светот. Зошто да не го направиме и овде? Конечно, каков е третманот на детето во нашето општество? Колку обрнуваме на растот и развојот на детето? Правиме ли нешто за него? Правиме ли нешто за нашата иднина? Мислам дека е алармантна ситуацијата. Ние немаме никаква државна стратегија за финансирање на содржини за деца пред се. Значи немаме, без разлика што постојано зборуваат од Министерството за култура дека ќе се посвети поголемо внимание на содржините за деца, да не зборуваме за
ТВ серии, анимирани серии. Еве проектот Биби е само одржлив во моментов. Значи тоа не е проект зад кој што има некакви државни средства или пари од некаков европски фонд или дури нема ни спонзори. Значи во моментов тој обстојува сам по себе и не се ни знае ни колку ќе може толку тој да обстојува ако не влезат некакви финанси. Серии за деца, бидејќи сум сега дел од тоа, веќе работам дури на 2 серии за деца, значи на последната сезона на 5+ фамилија и на новата серија Зоки Поки, која што сега ќе се снима. Генерации деца растат без производ на македонски јазик. Биби беше првиот анимиран филм, анимирана сериичка на македонски јазик и заради тоа е успехот толкав, затоа што првпат на YouTube бесплатна содржина на македонски. До тогаш децата гледаа на англиски, гледаа на српски, на било кој јазик, само не на нашиот јазик. На страна сите овие работи, образованието ни е на најниска можна точка. Значи, ние немаме никаква стратегија за ајде програмите што не се направени, ајде лектирите програмата што се менува секоја година, затоа што нема програма која што би била финална програма за македонски јазик во основно образование. Лектирите исто така ќе се менуваат се додека не се финализира програмата и после тоа не знаеме што ќе се случи. Лектирите, да, дел се сменија, меѓутоа поголемиот дел децата не сакаат да ги читаат. Не го разбираат јазикот на кој што се напишани. Или преводите се лоши. Или можеби не се ни дури некои не се ни лекторирани. Некои темите се толку многу застарени што тие буквално не можат да се пронајдат во таа книга и да се идентификуваат. И милион такви работи кои што едноставно никој од нас не ги мисли и не мисли на тоа дека децата ни растат без да се описменат. Ти благодарам на разговорот. Фала. А вам почитувани на вниманието што ни го дарихте во изминативе минути. Следната средба ја закажуваме за 7 дена.